Во текот на 2023 година над 53% од македонските компании се соочиле со коруптивни барања, некои од нив и неколкукратно. Дури 78% од барањата, директни или индиректни, биле од централната државна власт. Се барале пари во висина од 1000 до 10.000 евра, но и услуги или подароци за добивање дозволи, одобренија, инспекцијски надзор, јавни набавки, тендери или царинење. Некои пак побарувале од 6 до 10% од вредноста на извесен тендер, а компаниите кои одбиле да бидат дел од коруптивната шема се соочиле со одолговлекување на деловната активност и со големи финансиски трошоци. Шокантни и скандалозни резултати покажува анкетата на Стопанската комора на Македонија, спроведена во март годинава, како дел од 5-годишниот проект Граѓаните против корупцијата, финансиран од УСАИД. 83% од компаниите сметаат дека корупцијата е еден од трите најважни проблеми во државата кои што треба да ги решиме. И второ, анкетата покаже дека дури 96% од компаниите кои што одговорија сметаат дека може да се има успех во борбата против корупцијата, што е охрабрувачки елемент, при што тие делумно се вртат и кон самите себе и велат дека имаат потреба да внесат, вградат или да ги засилат своите механизми за спречување на корупцијата. Мерките за самите компании се имплементирање на еден сеопфатен систем за интегритет кој што е еден комплексен и опфаќа многу чекори, а покрај тие индивидуални мерки кои што треба секоја компанија да ги примени, постои простос и за колективно делување. Тоа е една од формите на здружување на компаниите, особено во услови кога локалните законодавства, да кажам, слабо функционираат во тој дел. Доколку државата воведе систем најпрви на добри казни, односно судскиот систем да почне посериозно да казнува и да функционира, тогаш сметам дека ќе се намали ова како што каже и американската амбасада, ендемска корупција во нашата држава. Со цел надминување на овие загрижувачки состојби, Стопанската комора на Македонија започна со обуки на своите членки за зајакнување на деловниот интегритет на компаниите, како и на механизмите за спречување на корупцијата.